Извршниот директор на OpenAI, Сем Алтман, изјави дека вештачката интелигенција веќе ја трансформира иднината на кариерата, нагласувајќи дека работните места ќе бидат редефинирани, а не уништени. Според него, новите технологии ќе создадат нови можности, но ќе бараат адаптација и преквалификација на работната сила. Алтман истакна дека вештачката интелигенција може да автоматизира рутински задачи, но истовремено ќе отвори простор за креативни и високоинтелектуални професии. Компаниите веќе инвестираат во AI обука за вработените, со цел да се справат со промените што ги носи технолошката револуција. Тој предупреди дека државите треба навреме да реагираат со образовни реформи и стратегии за прилагодување на економијата. Воспротивно, постои ризик од зголемување на нееднаквоста на пазарот на трудот и општествена несигурност. Алтман е оптимист дека вештачката интелигенција ќе донесе поголема продуктивност и иновации, но повика на внимателно управување со нејзиното влијание. Иднината припаѓа на оние што ќе знаат како да ја користат оваа технологија за добро, заклучи тој. Првиот човек со вграден чип од компанијата Neuralink на Илон Маск изјави дека сега може да управува со компјутер само со своите мисли. Во видео објавено од компанијата, пациентот демонстрира како успешно движи курсор на екран без физички контакт. Овој револуционерен имплант е дизајниран за да помогне на лица со парализа да комуницираат и контролираат уреди. Маск истакна дека ова е само почеток, а идните верзии ќе овозможат уште понапредни функции, како целосна виртуелна интеракција. Научниците нагласуваат дека оваа технологија се уште е во експериментална фаза и потребни се дополнителни тестирања. Сепак, оваа иновација отвора нови можности за медицината и човековата интеракција со машините. Neuralink планира да ги прошири испитувањата на повеќе пациенти, со цел да се подобри функционалноста на чипот. Доколку се оди според планот, ова може да биде чекор напред кон нова ера на човековата еволуција.